Па нормално дека ќе биде во рурален предел, ќе биде во Давниште, Кавадаречко. А како може да бидат сончева централа? Згради кои што исто така трошат енергија. Сончева централа, а мора да биде некаде каде што има поголемо поле за распостилање на тие панели. Ќе ве викнам на некој од нашите трибини што ги организираме, малку да ги поднаучите овие работи, мислам ќе ви бидат интересни. Не, јас навистина сум фан на овој тип на можеби ќе не бидете и гласач дури. Ние не смееме да гласаме како новинари, но во суштина велите дека стратегијата е направена, околу реализацијата спориме, но ќе ве прашам нешто друго. Проектот Скопје 2014 година, за кој што вие се изјаснувате дека е одлична инвестиција што ќе придонесе за нов урбан лик на Скопје и ќе ги поврзе левиот и десниот брег на Вардар. Одлична инвестиција. Да, ова не е ваш став, него е од дебатата што вие организиравте, став на гостите на дебатата. Тука сум многу прецизен. И тука сте ги извлекли. Не, пренесено во медиуми, значи можам да ви го посочам изворот. Но проектот Скопје 2014 според владини извори чини околу 80 милиони евра. Сега и владените извори ги надкачуваат бројките, според опозицијата ќе достигне меѓу 250 и 300 милиони евра. Зошто Скопје 2014 наместо инфраструктура во Македонија што ќе овозможи развој на туризмот, број 1, нема туризам без инфраструктура. Зошто Скопје 2014 наместо токму инвестирање во ваквите проекти? И уште нешто, дали знаете, јас не знам, ве прашувам, колку се еколошки стандардизирани новите автобуси од Украина и од Кина што ќе дојдат во Скопје? Ме интересира дали знаете колку издувни гасови тие ќе испуштаат. Овие досегашниве се ужас. Но што правиме кога ги менуваме? Новите се според еколошките стандарди се со од понова генерација на автобуси и возила воопшто со минимални издувни гасови. Знаете ли точно? Сега бројката не би можела да кажам. Не бев спремна за прашањето во бројки, меѓутоа еве во прва следна прилика ќе би било добро да го знаете тоа. Да, секако. Ви благодарам за идејата. Инаку што се однесува до Скопје 2014, тоа не изненади нас како партија, како што ве изненади веројатно и вас и пошироката јавност. Така што знаете, приоритет ви е зелената опција, а овде се градат објекти, значи зошто да има инфраструктура, зошто не има нешто друго? Вие говорите со представник на партија која што има еден пратеник од 63-цата во коалицијата. И во момент кога тој проект излезе на сцената, ние излеговме и го кажавме нашиот став. Нашиот став беше различен. Не. Сте извлекле нешто и немам потреба од такво нешто. Сте компилирале. Значи, кој беше ставот на партијата генерално, на трибината имавме различни мислења, меѓутоа сите се договоривме околу нешто. Дека има некои добри работи и некои лоши работи. Не влеговме да дебатираме околу стиловите и околу вкусовите, бидејќи тука веројатно тешко дека ќе се разберевме. Јас лично сум поборник на современ стил, значи еве директно да ви кажам, јас сакам модернизам. Ја не навлегувам во тој дел архитектонски. Говориме за инвестиција, нели? Лично јас барате 10.000 места во туризмот. Така, ново дозволете да ви кажам. Значи, како ќе стигнат до Охрид од Скопје? Значи кажавме, добро е што се решило центарот на градот кој што беше празен и пуст и недефиниран да се осмисли. Добро е што ќе се поврзат левиот и десниот брег на Вардар и тоа е дефинитивно добро. Тоа што има два плоштада, еден на албанците Скендербек и другиот на македонците, како што некои ги нарекуваат. Не ви пречи? Нема такви, тоа е многу штетно вака од медиум вакви пораки да праќаме. Апсолутно. Секој плоштад е наш на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Јас немам никаков проблем да газам и по едниот и по другиот, ниту да газат и по едниот и по другиот албанци, турци, власи, срби, роми, било кој. Значи тука да сме начисто и не смееме такви обојувања да правиме. На лидери на политички партии. Не знам кој ги кажува. Знаете што кажа? Импутирал. Вели, за разлика од Скопје 2014, за разлика од проектот Скопје 2014, плоштадот што на инсистирање на дуите се гради, поминува низ јавни дебати, низ научна и стручна јавност, за разлика од
ако ми дозволите, значи да се доискажам. Ајде така. Значи, тоа беше она доброто што го кажавме, значи за проектот 2014 од кој што бевме затекнати. Не сме одушевени од некои решенија, апсолутно не сме одушевени, но искажавме многу сериозна загриженост за еколошките аспекти на тие градби, затоа што сметаме дека се премногу густо поставени, загриженост за сообраќајот на пешаците, на возилата, паркирањето каде ќе биде, едноставно движењето, се согласувам, прегусто. Ве праша ли некој пред да се осмисли? Не, пред го кажам, затекнати бевме и ние, како и најголемиот дел од јавноста, и значи за еколошките аспекти загриженост, за динамиката на градба и на реализација исто така се искажавме дека не е соодветна, дека тоа бара една забавена динамика и уште едно нешто. Кажавме дека сме изричито против изградба на верски објект на плоштадот и изградба на Триумфалната капија. Генерално сте против верски објекти, да. И исто така, знаете дека во неколку наврати повикавме на мораториум на изградба на било какви верски објекти на плоштадот, затоа што предизвикуваат тензија, предизвикуваат една состојба на меѓурелигиска тензија која што Македонија никогаш ја немала и не треба да ја има. Значи, ако добро ве разбирам, сметате дека ќе беше многу корисно да се инвестира во инфраструктура, да се инвестира во нешто што значи развој на земјата, во туризмот, како гранка, што ќе го овозможи, нешто што на некој начин ќе придонесе за поинакво доживување на стратегијата на една владеачка структура, и од друга страна велите дека сепак требаше да има научна и стручна дебата околу сите овие компоненти, пред се еколошките. Генерално можам да се согласам со вас, но не сум против уредување на центарот на Скопје. Тоа не го спомнав, тоа не го ни дискутираме вечера. И поврзување на двата брега му требаше апсолутно, за да не биде едниот замрен, од една страна многу силна активност и економска и движење и социјална, а од другата страна мртвило. И напознаете дека јас сум 15 години наназад лобист за ревитализација на старата Скопска чаршија. Јас сум еден од најревносните посетители и влюбеници во старата Скопска чаршија и бев пресрекна кога конечно го донесовме тој закон за стара Скопска чаршија и го сметам делумно и за своја заслуга. Пред рекламите уште едно прашање. Ќе забележите дека ја навистина имам афинитет кон зелената опција, бидејќи тоа е квалитет на живење. Ако се спроведе како што треба да се спроведе, како што изгледа во западните држави, апсолутно. Да не ги споменуваме Greenpeace, што све значат. Значи, на субвенции за таксистите, кои што би требало да ги сменат своите возила и да овозможат исто така уште подобар еколошки момент, не сте побарале до сега. Јас ви давам предлог да го направите тоа. Фала за идејата, ќе го направам тоа најскоро. Ме чуди како за гасоводот не сте се заангажирале, што е можно побрзо Македонија да биде гасифицирана, затоа што се угушивме од сите овие... Господине Поповски, гасоводот тече и тука не треба некого да убедуваме, затоа што колегите од коалицијата интензивно работат на тоа, така што мислам дека нема потреба 5 години е таму кај што беше, сами се гасифицираат некои општини. Добро, се направи договор, се направи стратешки договор за гасоводот и мислам дека тој ќе се реализира конечно по толку децении. Ви ги споменувам затоа што навистина имате широко поле за работа, реклами, па потоа се враќаме со финалето на разговорот. Фала за потсетувањето. Се враќаме во студиото, минута и пол до крај. Господи Поповска, ќе настапите на изборите самостојно како политичка опција, ќе ја промовирате зелената варијанта. Демократската обнова на Македонија продолжува според вас и очекувате дека ќе имате 3, 4, 5 пратеника или, како што рековте, во секоја изборна по еден. Во секоја изборна единица по еден. Велите црно-белата слика, велите нелогично е Бранко Црвенковски да е начело на СДСМ повторно, не покажал никакви резултати во минатото, тоа го прочитав во една ваша изјава и велите дека е многу штетна тупаницата на розата, затоа што остава еден поинаков печат. Така, како некој да сака да се тепа, значи, директно. Говорите за некаков вид на авторитаризам, бидејќи тоа значи тупаница. Но од друга страна не сум ве слушнал да кажете нешто против прстот на Груевски. Ние имаме тупаница и прст, двојна закана. Прстот со прст не се тепа, може би е непријатно да го гледаш, меѓутоа не тепа, нема. Знаете со прст што се прави? Не знам. Во минатото, во историјата. Не со прст, не било прст. Значи против двете
опции кои што сметате дека предизвикуваат проблем во Македонија, Не, напротив. Дом како Зелена партија е мирољубива, толерантна партија и не е против никого, туку е за својата идеја. Затоа велиме во овој црно-бел свет избери зелено, за да има повеќе зелени работни места, за да има повеќе толеранција, за да има подобра животна средина. Добро. Ако освоите колку што ќе освоите пратеници, по изборите повторна коалиција со ВМРО ДПМН? Со оној кој што ќе прави влада и со кој што ќе победи. Според она што се гледа, изгледа дека така ќе биде. Ви благодарам што бевте гостин во X на каналот. Ви благодарам и вам. Дами и господа, благодарам за вашето внимание оваа вечер. Се гледаме идниот понеделник во истиот термин. До тогаш, довидување.